Добре дојдовте во процес. Долгите судски процеси, бавните реакции на полицијата, заканите, осудите од средината, сето тоа на пат кон правдата. Овој пат ни случај на педофилија. Сторијата ја има Славица Филиповска. Ја затворил во сопствената продавница, ја фаќал по половиот орган и нудел пари за да не кажува на никој. Вака мајка на тогаш малолетно девојче од прилепското село Големо Коњари ја раскажува потресната случка за незината ќерка која се случила пред 5 години, но оставила длабока трага врз мирот и здравјето на цело семејство до денес. Настанот се случи на 21.4.2009 година. Мојот комшија, значи Славе Димитриовски, кој е осуден на казна затвор за сторено кривично дело, педофилија, ја нападна мојата ќерка во неговата сопствена продавница. Истиот ми беше комшија, секојдневно бевме заедно. Значи, девојчето беше останато само дома со сестричката, бабата и братчето. Бабата и братчето излегле да прошетаат за да не му смета во учењето на сестричките, затоа што тој е помал од нив. Се посомневале девојчево дека се во продавницата. Пошле, девојчето му е пошло и го прашало очко Славе дали ја виде баба ми и брат ми. А јас и сопругот бевме нагости појдени. Тој одговорил не ги видов, дојди вамо и ја затворил вратата од продавницата, почнал да го фаќа девојчето по половите органи. Станува збор за педофил кој е прв сосед на ова семејство. Тој бил во својата продавница во селото кога влегло девојчето. Ја повлекол кон себе и почнал да ја допира по интимните делови на телото. Девојчето во паника успеало да се оттргне, но добила предупредување дека за гнасниот чин не смее да каже на никој. Да го бакнува на лицето, му нудал пари, се што сака од продавницата да си зема, дека нема да кажи никому за тоа и девојчето да не кажува, затоа што ја почитувал како родена ќерка. Кога се вративме ние, тоа се случило околу 17:30, во 18 часот се вративме ние, го најдов девојчето расплакано, значи ни кажа што се случило. Пријавивме во полиција веднаш, значи по нашето дознавање веднаш е пријавено во полиција за случајот тапкаше во место. Значи од полиција не лажеа дека е преземено мерки со тоа, дека е пратено во јавното обвинителство во Прилеп, али тоа не беше така. Цело време не лажеа. Вака беше пред 5 години. Откако девојчето раскажало за нападот на своите родители, почнала институционална битка за правда. Се обидувале да ги одвратат, а заедницата ги обвинувала дека за мал инцидент креваат голема прашина. Девојчето многу тешко го преживеа, значи со психички трауми, кои што користеше и таблети. Значи одевме на прегледи кај психијатри, психолози. Цело време беше под терапија и ден денеска, значи, за незе траумата е останата. Затоа што истиот ни е комшија, траумата се од ден на ден прерастува од поголема во поголема. Семејството Георгиевски преку притисок од медиумите успева да ги покрене полицијата и јавното обвинителство да спроведат постапка за разрешување на случајот. Моравме да се обратиме и до првата детска амбасада Меѓаши, до Хелсиншкиот комитет за човекови права, до Народниот правобранител, за случајот да тргни нешто. И покрај тоа 2 години цели се решаваше случајот. Покрај што беше докажано се, случајот заврше после 2 години. Па педофилот треба да лежи во затвор до 14.9.2015 година. Но, обвинетиот педофил, иако е на половина до служување на затворска казна од 4 години, сепак продолжува со закани и притисоци. Добивавме потоа закани дека тој се дури не појде в затвор, дури не се доби пресудата. Значи тој кажуваше дека првин ќе ни ги убијат 3 деца,
па ќе оди во затвор. Сето тоа го пријавувавме во полициската станица. Ќе дојде, ќе алармира во тој момент, али сето беше џабето. Кој ќе заминеа тие пак уште поичке. Сега, иако полнолетна, жртвата постојано добива закани од педофилот, кој е сосед. Семејството стравува дека по излегување од затвор, педофилот ќе се одмазди за обвинението, како на жртвата, така и на целото семејство. Кои се правните механизми кои можат да им помогнат на жртвите во вакви случаи? Погледнете во продолжение на емисијата Процес. Роска Ѓорѓиевска е тука со нас во студиото, заедно со Воислав Стојановски од Хелсиншкиот комитет. Ѓорѓиевска, вие бевте упорна мајка, ја истеравте правдата до крај, меѓутоа сега се соочувате со нови моменти. Што се преживувате за овие 3 години додека осудениот е во затвор? Сами кажавте дека имате закани. Да, ние имаме закани по животот на нашите најблиски. Значи, кон самата жртва, кон сите нас, значи, најблиските во целост, од страна на педофилот, од страна на неговиот татко. Да појасниме, вие живеете во непосредна близина, сте соседи? Да, соседи, да. Секојдневно се среќавате со неговото семејство? Да, секојдневно се среќаваме со неговото семејство. И тој кога е присутен, кога е пуштен на викенд, се среќаваме исто, значи во неколку наврати, за секое негово пуштање на викенд тој мора да направи некој инцидент. Да се заканува, покуша со прегазување на девојчето, па праќа закани преку мојот сопруг, праќа поздрави, праќа бакнежи, да. Праќа бакнежи до девојчето, на девојчето лично му кажува дека уште малку останало, после тоа главата незнина ќе ја снема. Значи, вие пријавувате колку пати во полиција, што превзема полиција? Најмалце до сега се 10 пати пријавувани во полиција. Овие настани, полицијата ќе дојди, ќе ги опомени, усмено е опоменат, ке што беше запознат и затворот во Идризово ке што лежеше. Уште пред да се врати, првиот пат кога пуштија на викенд, после тоа и од кој во затворот во Прилеп, запознати се, али заканите се уште продолжуваат. Значи, секој негово доаѓање на викенд, ние сме под закани. Што ви велат во полицијата кога го пријавувате? Во полицијата, игнорирајте го, како да не го гледате, што и да кажи, не обрнувајте внимание, за такви банални работи да не се расправаме. Стојановски, што во вакви случаи? Закани има, се пријавува во полиција, работите тапкаат во место. Каде треба да се обратат? Како понатаму треба да постапуваат? Во Хелсиншкиот комитет повремено добиваме вакви предмети каде што се работи за кривичното дело за грозување на сигурност. Според она што вие го изјавивте, се работи за класично кривично дело за грозување на сигурност. Меѓутоа морам да напоменам пред да дадам конкретен одговор дека Хелсиншкиот комитет не може да ги смета за утврден факт овие наводи кои вие ги искажавте, затоа што за да станат такви треба да поминат низ институциите. Од тој аспект јас ќе зборувам општо што во вакви случаи кога постојат наводи за загрозување на сигурност. Значи, како што споменав, се работи за кривичното дело за загрозување на сигурност, што значи дека тоа битието на ова кривично дело е исполнето кога некој со сериозна закана кон друго лице, кон неговиот живот или тело, или кон лице блиску на она кон кое е упатено заканата, упатува вакви закани како што вие ги кажавте. Потоа, загрозувањето на сигурноста како кривично дело има неколку елементи. Ова е првото што го кажав. Второто е доколку се случува во семејно насилство, доколку лицето се заканува кон членови на неговото семејство, или доколку се заканува кон службено лице, или кон повеќе од едно лице. Според она што го разбрав, што вие го кажавте, заканите се однесуваат кон повеќе лица, не е само кон едно лице. Разликата дали некој се заканува кон едно
или кон повеќе лица е во тоа што кога се заканува кон едно лице, гонењето кривично се презима по приватна тужба. Например, доколку ви се закануваат вам, вие можете да пријавите во полиција за да следи она предупредување што го кажете, меѓутоа судската постапка морате да ја водите самите. Но, доколку е во семејно насилство, доколку е кон службено лице или доколку е кон повеќе лица, тогаш кривичното гонење го презима државата и тоа преку основното јавно обвинителство во местото каде што заканувачот се заканува. Ова значи дека полицијата направила пропуст и случајот не стигнал до обвинителство или странката треба сама да си преземе? Според наводите кои ги кажавте дека се работи за напад кон повеќе лица, полицијата не требало да го предупреди, туку требало да постапи согласно своите надлежности кои произлегуваат од Законот за полиција и Законот за кривична постапка, да обави разговор со лицето, како што претпоставувам и обавиле, и предметот да го процесира до јавното обвинителство кое понатаму го презима предметот и утврдува дали на вистина постои закана кон повеќе лица. Оние луѓе кои се соочуваат со вакви и слични проблеми, доколку пријават во полиција и видат дека таа не го процесира случајот кон јавното обвинителство, мораат самите, ние препорачуваме тие самите да го известат јавното обвинителство и во известувањето да наведат одредени докази. Во овој случај, докази би биле, например, изјави заверени пред нотар, каде што лицата кои знаат, кои ги слушнале заканите, пред нотар ќе потпишат изјава дека определено лице се заканува на повеќе лица, односно по нивниот живот и тело. Доколку имате такви изјави или други докази, како што се телефонски разговори, како што се SMS пораки и така натаму, јавното обвинителство понатаму е должно ваквите предмети по службена должност да ги процесира пред судските инстанции. Како живеете со тие закани? Поминавте низ големи трауми во изминатиот период. Како вашата ќерка го поднесе сето тоа? Ние сите не ги доживуваме баш најдобро сите тие трауми. Значи, сите тие трауми влијаат и на нашето здравје, најмногу на самата моја ќерка. Значи, таа најболно ги поднесува. Тогаш да подсетиме имаше 13, неполни 14 Неполни години. 14 години, сега е веќе 18,5 години, сепак е девојче. Рековте дека е под терапија. Да, под терапија е и сега се уште. Значи, има здрав девојчето. Се уште е принудена да трпи дополнителни трауми од заканите. И секој него обраќање кој не зајавлошува незината здравствена состојба. Имавте ли некоја поддршка од здравствените институции, од државата во изминатиот период, психолошка поддршка за вашата ќерка како жртва на педофилија? Или сами си ги теравте работите? Во почетно време, значи, одевме на психолог во болницата, во општата болница во Прилеп, значи кај што се врше разговори со мојата ќерка во Центарот за социјални грижи и доста помогна и училиштето во кое учеше тогаш и во другото училиште кое сега се уште е ученичка. Од страна на психолози и ние самите. Значи, не ви беше понудена психолошка помош дополнителна, никој државата не помогна во тој однос? Не. Судењето предпоставувам само и ги влошуваше работите. И ја влоши состојбата и траумите? Значи, беа влошени, што мораше некогаш и покрај таблетите, покрај таа терапија да се прима и ампулна терапија. Вие рековте дека трпите осуди од средината, местото каде што живеете е мало, сте соседи со осудениот. Како на вас гледа вашите соседи, сограѓани? Како на нас гледа нашите соседи осудуваат? Заради тоа што си ја баравте правдата? Да, заради тоа што си ја баравме правдата, тие осудуваат дека сето тоа било значи некоја измислица заради финансиски средства. А воопшто, значи, до ден денеска нити сни побарале финансиски средства, нити па имаме намера.
Значи ние си ја баравме само правдата. Не ни беа битни финансиските средства. И мотиви се затоа што тој е во затвор сега, така? Да, лути ни се затоа што тој е во затвор, затоа што е осуден. Покрај тоа и од вештаците, значи и здравствената состојба на мојот сопруг беше влошена во изминативе неколку дена, кај што бевме во болница и самиот еден од вештаците, значи толку навредливо и толку непријатности ни допринесе, самиот тој ни се обрати зошто сни дозволиле да појде во затвор, не сни зеле пари, можел да ни плати 1000 до 2000 евра оштета за тоа што го допирал девојчето, значи за да не оди во затвор. Стојановски, ова е сепак Балкан. Како овие случаи се справуваат со средината? Еве, имате, предпоставувам, такви случаи, можеби во пракса и кај вас. Неприфатливо е. Ние не можеме да разбереме како во руралните средини луѓето можат да размислуваат на ваков начин. Значи, свеста е се уште на многу ниско ниво, особено во руралните средини во Македонија. Меѓутоа, уште помалку може да прифатиме дека вешти лица кои треба да се обучени, кои цел живот требало да го работат тоа, кои знаат какви трауми предизвикуваат овој вид на кривични дела, да ви го кажат она што ви го кажале. Едноставно, тоа е етички, морално неприфатливо и нормално дека се коси со самата професија и треба, доколку навистина ви е кажано она што го кажавте, во најмала рака тоа лице треба да сноси дисциплинска одговорност поради неетичко однесување. Што се однесува до средината, ние имаме, нели, и луѓе кои ни приоѓаат, а кои се сексуални пристапници, значи имаме секакви луѓе, и жртви, и сторители, и оштетени. Така? Меѓутоа, од она што ние го слушаме во нашата канцеларија, односот на средината е многу полош кон сторителите. Затоа и ме изненадува како е можно во вашата средина всушност односот да биде лош кон вас како оштетени, а не кон сторителот како оној што го предизвикал кривичното дело. Она што можам да кажам е дека сексуалните престапници не само што се оцрнувани на некој начин од нивната околина, туку се соочуваат и со сериозни проблеми за време на отслужување на затворската казна. Многу често имаме пријави на напади против нив, физичко малтретирање, психичка тортура и така натаму. Затоа ретко слушаме да оштетените во едно кривично дело на сексуален престап се оние кои средината ги гледа попреку. Во овој контекст, мислам дека добро е да кажеме како се движат сега затворските казни за педофилија. Нели имаше измени? Јас имав можност да ја погледнам пресудата. Знаете дека во Хелсинскиот комитет многу ретко коментираме судски пресуди. Навистина треба да има некое сериозно прекршување на постапката за да ние коментираме определена судска пресуда. Нашата мисија и целта на комитетот не е да ги преиспитува судските пресуди, тоа сепак го оставаме на дискреционото право на судиите. Меѓутоа, она што можам да го кажам за конкретниот предмет е дека се работи за кривичното дело полов напад на дете кое не наполнило 14 години. Во времето кога ова се случило, најмалата казна предвидена за вакво дело беше 8 години. Во ова дело гледам дека се 4 години дадени на сторителот, додека со најновите измени од пред неколку месеци во кривичниот законник за вакво дело казната е најмалку 12 години. Мора да се напомене дека многу се работеше на оваа проблематика изминативе години, неколку пати беа прогресивно зголемувани казните за сексуалните престапници, а меѓутоа и една од причините зошто ова се случуваше е затоа што се дојде до сознание, се дојде до заклучок дека судиите не само што ја даваат најмалата казна предвидена за одредено кривично дело, туку се случува како што се случило и во вашиот предмет, казната да биде преполовена од минималната
што беше можност во стариот закон за кривична постапка, каде што судиите имаат дискреционо право да одат за половина помалку од најмалку предвидената казна, затоа што сепак за ова дело се вели најмалку 8 години во времето кога е сторено, што значи дека можело и 20 и 15 и 20 годишна казна да биде доделена. Она што можам да го кажам е дека доколку ова дело се случи денес, минималната казна е 12 години, под таа казна смее да се оди само доколку сторителот го признае делото и се спогоди со јавниот обвинител воопшто да не оди на судење, па може да оди под 12 години. Воспротивно, задолжително е судска постапка доколку не го признава делото и судот нема право да ја спушта казната под 12 години. Што значи, во ист случај, доколку имаме ист случај денес, за разлика од пред 4 години, таков сторител каков што го имаме во овој предмет, ќе добиел најмалку 12 години затвор. Меѓутоа, знаете, правото се менува, правото еволуира и не можете некому сега да му речете, како што велам јас, да му речете пред сега ќе добиеше многу повеќе отколку на времето. Такво било правото, такви биле условите, судот постапил онака како што постапил, тоа му го давало како можност законот за кривична постапка, од етички, од морален аспект можеби не е исправно, но сепак нема ништо незаконски во овој предмет. Но вие сте лути, нели? Да, ние сме лути. Сметате дека пресудата не е реално казната е мала? Казната е мала, значи пресудата сметаме дека не е реално донесена, со многу мала казна, од 4 години. од 4 години. Значи најниската казна била 8, а тој од 4, значи нема признавање на неговото сторено кривично дело. Ни предјавен обвинител, тој дури и не доваѓаше редовно, значи неколку пати во неколку наврати се одложуваше, дури и судењето се одложува заради неговото недоваѓање. Она што сакам да нагласам сега при крај е тоа што напоменавте дека осудениот сега кога доаѓа нели на викенди дома поседува и оружје, оди на лов во време на закани. Што може да се преземе во овој контекст кога знаеме дека пред само неколку дена во Кавадарци се случи тројно убиство, некој што не смел да поседува оружје, ете изврши тројно убиство, треба ли ова да ни биде предупредување на сите, особено на тие што треба да преземат мерки? Дефинитивно треба да се гледа како предупредување тој случај, особено затоа што имавме можност да дознаеме дека бил многу пати пријавуван во полиција. Има ли други кривични дела, нели, претходно сторени? Да. Меѓутоа, сега повторно ќе кажам, како Хелсиншки комитет, како представник на Хелсиншкиот комитет, не можам да коментирам наводи дека има оружје, дека навистина заканите се случиле, затоа што кажав, тоа се факти кои Хелсиншкиот комитет не ги утврдува, за да бидат утврдени мораат да поминат низ институциите. Може ли да го објасниме патот за да знаат како да се обратат, кому да се обратат и што треба да направат? Тоа е она што го кажав. Значи, според наводите се работи за кривично дело кое треба државата по службена должност да го гони. Не вие, туку државата. Да беа заканите упатени само кон вам или само кон вашата ќерка, единствено кон едно лице, тогаш ќе ви кажев дека полицијата не може да преземе многу, само може да ви каже она што сега ќе ви го кажам, а тоа е со приватна тужба преку судските инстанци да дојдете до правдата, односно да го спречите оној кој се заканува. Меѓутоа, вие велите дека е кон повеќе лица и тоа е тоа што го кажав на почетокот. Тоа мора да биде процесирано од страна на јавното обвинителство. Кога полицијата не презема такво нешто, која е нивната улога? Каде треба да се обратат? Директно до јавното обвинителство. Директно до јавното обвинителство. До јавното обвинителство во градот во кој што живееме? Во надлежноста, да. Во вашиот случај до јавното обвинителство во Прилеп. До основното јавно обвинителство. И оставате одреден период за тие да го истражат случајот. Кажавте дека се работи за лице кое е на отслужување на затворска казна. Според тоа, не би требало предолго да трае постапката, затоа што основниот јавен обвинител во секој момент може да отиде таму или да го повика лицето да биде донесено
кај него и потоа преку една контрадикторна, отворена јавна судска постапка да се увиди дали ова сето што го кажувате вие е точно и доколку е точно, се разбира сторителот да сноси, доколку е сторител да сноси одговорност. Добро, случајот што го изнесовме, предпоставувам дека и не е единствен, со оглед на тоа дека се соочуваме и со различен менталитет во нашата средина, така да мислам дека ќе биде доволно поучен и предупредувачки на другите да знаат каде да се обратат. Еви, Хелсиншкиот комитет сигурно е отворен за соработка и за совети во тој однос. Јас ви благодарам и на двајцата на учеството во емисијата. Благодарам.